Мене ми е драга оваа иронија во насловот на Тихомир, бидејќи мислам дека ја отсликува и нашиот контекст, на секој наш индивидуално, па и некоја заедница на која што и гледам дека и Колја пледира. Мислам дека радикалната, левичарска, лева критика во Република Македонија во овој момент, како сега да сватите, нема никаква исходична точка. Таа е цел сама по себе и таа не носи кон нужни промени и кон победа на оно што се вика противник. Кој што го апострофираме сите го знаеме и со име и со презиме го знаеме. Може би Роберт беше најпесимист во однос на методите и начините како да се победи противникот. Да ме подсетам, противникот е многу силен и многу посилен од нас. Бидејќи во суштина е многу нацисоиден, не му се доволни Гоце и Даме и Никола Карев, туку оди на Александар Македонски, не му е доволна Пелагонија и Полок, туку оди на Солунско поле, и таа нацисоидност го прави многу силен, да се држи меѓу себе многу посилно отколку оваа атомизирана група овде, која што факт е дека е атомизирана, и го прави многу опасен, кохерентен и насилен кон се што не е тој или тие. Значи има една баш, ние кога велиме во политичкиот речник, не знам, Груевски и фамилијата. Во суштина противникот е една голема фамилија од илјадници луѓе која што е многу сплотена и која што многу силно ги напаѓа сите што се екстра фамилијарни. Ние немаме таа самоорганизација и тој тип на самоорганизација. И затоа идејата на оваа дебата е добра, таа е во суштина што да се прави, една ленинистичка парола, но исходична точка е не ленинистичка, туку е антиленинистичка. Бидејќи ние не кажуваме во суштина што да се прави. Ова што кажуваше Жарко, се мали изблици на екстатични моменти на поединци или одредена група која што во еден момент направила нешто. И тоа е за поздравување. Но тоа може да биде за поздравување по мене, бидејќи сега јас ја искусувам, да кажеме, политичкиот процес, ако воопшто постои тако нешто во Македонија, од една мејнстрим перспектива, од една институционална, институционализирана перспектива. С екстатични моменти кои што нудат задоволство, еден тип на задоволство, и кои што завршуваат со тоа. Во најлоша варијанта завршуваат со затвор, што е страшна варијанта за секој индивидуално, но е никаква исходична точка за победа на режимот. Значи, или ќе имаме мрежа на такви екстатични моменти кои што ќе траат 3, 6, 5 дена во годината, или ќе завршиме на 10-минутни протести. Ќе се спакуваме, ќе си одиме до следниот 10-минутни протест. Искра имаше прекрасен вовед теоретски, така го кажа, значи не дека не согласуваме, кој што во суштина покажува дека без потреба да се признае дека ваквите акции имаат сериозна, насушна потреба да се организираат, па и да се институционализираат, со една единствена цел, во случај смена на режимот, а не да бидат само задоволителни, само задоволувачки од страна на актерите. Мислам дека е клучната поента која што мораме да сватиме ако сакаме да направиме некоја промена. Јас реков дека не зажалив што влегов во политика, баш бидејќи мислам дека мојот став се темелеше на тоа, дека сакаш да промениш нешто, имаш начин да го промениш во ова атомизирано општество, во ова комплетно декласирано и девастирано општество, или ќе одиш по потешкиот пат и по грдиот, прљавиот и така натаму пат. А тоа е да влезеш во политичка партија, која што патем речено не била добредојдена на протест за смртта на Мартин Нешковски. Напротив, отфрлена заради тоа што во тоа време, кога ѓаволот не имаше уште однесено шегата, беше ерес политичар или политичка партија да биде дел од граѓански протест. Сега веќе не е таков ерес и тоа е добра напредна исходична точка за Република Македонија, за нашата држава. Што и да значи тоа? Бидејќи фактот дека некој може да повика официјален политичар да седи на маса со неполитичари, веќе по мене е добар прогрес. Мислам дека тоа табу помалку се разбива и јас тврдам дека мора да се разбие.
Бидејќи ако не се разбие, ќе останеме на екстатички моменти од овој тип и ќе се само задоволуваме и понатаму. Ќе кажем уште 2-3 примери. Значи, околу конкретни примери кои што може да ќе инспирираат, а може да и биле и контра аспекти. Сега се случува Вања Лазарова, феноменот на Вања Лазарова деновиве, кога некој со име и презиме повикува дека жената била во старечки дом и дека не добила национална пензија. И прида тука се прави огромна фама на Facebook, сите сме засегнати и така натаму. За после тоа да се јави некоја која што во моментов се вика Елизавета Канчевска и да го легитимира процесот, да ги земе розите што се вели, да каже небулозни работи типот ние треба не можеме сега треба да доделиме 11 државна награда и така натаму, веднаш да додели, со тоа се и ние сите да аплодираме на тоа. Тоа е многу убав пример како во Македонија функционира овој процес на нормализација во кој што сите ние сме дел од тоа. Пиер Бурдје држеше во сред Париз, се качеше на гајба буквално и држеше протестни говори и мобилизираше луѓе кои што овие што викаат сам папие, значи без документи, без пасоши и така натаму, и тука ги мобилизираше колку што можеше. Има овде луѓе во просторијава кои што знам и нека не ги покажува камерата за доброто на сите нас, кои што знам дека се вклучени во организација на поддршка на работници во фабричките дворови. И тоа е добро, и тоа така треба да тече тој процес, бидејќи ако не ги будиме тој тип на заспан, лумпен или обичен пролетаријат, нема како да обстоиме, бидејќи немаме доволна бројка за било какви акти, па дури оние на кои што апелира или Роберт. Дрекслер Мајер е идеален пример како кај треба да се делува. И го кажам тоа отворено во микрофон, без камера, пред камера. Брутална странска инвестиција која што им дава по 7-8 на луѓето. Тоа се тие акти кои што ние треба да ги промовираме и од овде таму да отидеме. Се разбира зборуваме метафорично. Уште еднаш околу и тука ќе завршам, бидејќи имам уште многу примери, али можеби ќе се отворат. Рансие вика и кате коригираме ако тоа не е точно, дека политиката всушност е police order или полициски ред, не знам како се преведе, поредок предпоставам на македонски. Значи се си е на место, секој легитимира секој. Ја мислам дека ние сме комплетно со микрофонот и камерата дел од тој полициски поредок. Бидејќи признаваме, прифаќаме да не бидеме исклучени од тој поредок, де факто да го легитимираме. И ова што го кажа Роберт ми се допадна околу тоа дека треба некакви no-name луѓе да влезат, значи исклучените од поредокот или кои што доброволно ќе се исклучат, за да после го делегитимираат или доконтаминираат тој поредок. Кај што има очигледен консензус меѓу сите нас. Да завршам со радикалната левица. Радикална левица во Македонија без идеја како да што да се прави после рушењето на режимот и кој тоа да го прави со име и презиме, мислам дека, извинете ми на зборот, Јуно Груп е обична пувка. Бидејќи да имат радикална левица која што се конституира врз непостоечка левица, бидејќи во Македонија не постои левица како таква. Може би не постои десница, имаме предполитички поредок, кој што е суров, кој што не создава политика, создава некој политички процес, но не политика врз која што било каква радикална левица и може да конституира во едно за многумина овде омразено либерално општество кој што ти дава да зборуваш, кој што не те апси кога црташ графити и така натаму и така натаму. И затоа мислам дека добрите луѓе во оваа просторија, кога што ги гледам и кога што ги знам сите што ги знам се добри луѓе, дека треба малку да го конкретизираме нашиот проект, кој што мислам дека е заеднички, кој што сакам да биде заеднички, а тоа е ова големо семејство кое што е
противник на Република Македонија и противник наш и личен и колективен, ако сакате, да може да се победи и со бројки и со радикални политики кои што повторно кажувам ќе имаат исходишна точка конституирање на некаква нова политика со име и презиме.